Според мене постојат две причини за тоа. Едната е тоа што двете големи политички партии кои што очекуваат дека едниот претседател на Република Македонија треба да биде од нивните редови се многу повнимателни отколку на досегашните избори. Односно настапуваат со едните опозицијата со поголема сигурност, во овој момент власта исто така со помала сигурност. И битно им е да најдат кандидати кои што веројатно ќе имаат најголеми шанси да победат на изборите. А вториот момент кој што е битен во целата таа ситуација е новата позиција на ДУИ, кој што овој пат смета дека треба да има прво изрази дека нема да го поддржи активниот кандидат Ѓорѓе Иванов и втора работа дека бара да кандидатот за кој што ќе биде во прилика да гласа на изборите да биде конституционално определен, било тој да доаѓа од редовите предси на партијата на власта или пак да доаѓа од редовите позицијата. Тие два моменти ги ставија двете политички партии кои што треба да го направат конечниот избор за кандидат на партијата, а тој треба да се определи на нивните партиски конвенции, многу повнимателни и ги оставија простор во исчекување за да може да се направат дополнителните коалициони договори околу кандидат за претседател. Мислам дека сега отприлика се приближува фазата во која што двете партии ги расчистуваат сопствените дилеми околу кандидатот за претседател. Во ВМРО-ДПМН е веројатно дека сега се размисля околу 20 можни кандидати, тоа е повторно се оди со Ѓорѓе Иванов или евентуално со друг кандидат би им бил Срđan Керим. А во СДСМ јас мислам дека таму е веќе избистрена ситуација, дека најверојатен кандидат ќе биде Стево Пендаровски. Што се однесува до дилемата на партијата на ВМРО-ДПМН, таа се состои во тоа што дека доколку е она изјавата што недавно беше дадена од страна на Ермира, дека доколку биде Ѓорѓе Иванов, тогаш тие ќе ги бойкотираат претседателските избори. И ако ги бойкотираат претседателските избори, тоа значи дека во рамките на бойкотот може да се биде вклучена и опозицијата и значи дека може да дојде до неизбирање на претседател за прв пат во Република Македонија. Ако дојде до неизбирање на претседател на Република Македонија, тоа ќе значи можеби раскинување на парламентарната коалиција и предвремени парламентарни избори некаде на есен во текот на оваа година. Оттаму дилемата претпоставувам во раководството на ВМРО-ДПМН е дали да се зачува парламентарната коалиција, која што им е важна и која што им е сигурен фактор во одржувањето на политичкиот мир, стабилност и се тоа што сега го има ВМРО-ДПМН, или да ризикува практично парламентарната коалиција и да оди со кандидат кој што може да биде да ги изложи изборите на бойкот. Од друга страна, мислам дека другите 20 кандидати кои што се како што е Стево Пендаровски и Срđan Керим пред се заради својата политичка биографија, политичка минато бија имале поддршката на албанците, албанците не би имале можност, независно тоа што не се консенсуално утврдени да кажат дека таквите кандидати би ги бойкотирале на изборите, имајќи предвид дека едниот бил советник на претседател Борис Трајковски, за кого што они имаат многу високо мислење, односно улогата која што одигра за време на конфликтот од 2001 година, а вториот што по национално се муслиман, турчин и така, односно по религиозна определеност, и по таа основа всушност би добил поддршката дури и без јавна поддршка од страна на политичката партија. Според тоа, мислам дека отприлика работите се разбиструваат и дека многу брзо двете политички партии ќе излезат со кандидати за претседателските избори.